Добар ден, ученици! Јас сум Марина Станујковска, оделенски наставник на 5-то оделение во Основното училиште Ацо Шопов од Скопје. Денес ќе повториме како наставна содржина за басна поем. Цели на часот кои што треба да ги постигнете се да ја разликувате басната од друг прозен текст, да ги воочите ликовите, да го толкувате преносното значење на особините на луѓето, прикажани преку ликот на животните, извлекувајќи поука. Потребен материјал за часот ќе ви треба тетрадка по македонски јазик и прибор за пишување. Техники на учење ќе бидат грозд и тетавела. Да започнеме со примена на техника грозд, значи се што ве асоцира под басна. Најпрвен, тоа е една куса литературна творба, која што може да се појави како поезија и како проза. Човекот кој што ја пишува басната се нарекува баснописец. Кои се најпознати баснописци во светот? Езоп и Ла Фонтен. За кого најмногу се зборува во басната? Тоа се животните. Таму тие претежно зборуваат и преку нив се исмејуваат човечките мани. На крајот, од секоја басна се извлекува поука. Најпознати поуки кои што сме ги сретнале во басните се: што си посеал, тоа ќе жнееш, кој лета ладува, зиме гладува. Сега ќе прочитам басната Итрата лисица. Внимавајте на содржината од басната. Живее лавот веќе долго време на овој свет, па многу остарел и ослабел. Не можел ни со брзината, ни со неговата сила, како кога бил млад, да ги лови и јаде другите животни. Размислувајќи за својата беда и опасност, што ќе се случи со него, се сетил дека често тука на земјата тоа што силата не го може, го можат и трината, важноста и досетливоста. Затоа се направил болен и легнал во пештерата, колку што е долг и широк. Наскоро се слушнал глас за болеста на лавот и како тој е на својата смртна постела. Многу животни, без да чекаат, отишле кај лавот да се ситат на неговата смртна борба, но лавот едно по едно сите ги изел. Најпосле, ете, дошла и лисицата кај лавот, па го погледнала од вратата и му рекла: "Како си, вујче?" "Еј, па, лошо, мила моја лисицо. Дојди поблиску да ме видиш, а јас тебе." "Извини, вујче, немам кога, а и не сакам. Гледам многу траги од животни кои влегле, а ни едни од тие не излегле." Дали ви се допадна басната? Сега следува дискусија за басната. Како прво прашање, кои ликови ги запознавте со оваа басна? Одговор на прашањето е: со оваа басна ги запознавте ликовите на лавот, лисицата и животните. Како второ прашање, како би го опишале лавот од оваа басна? Лавот од оваа басна би го опишале како лаком, злобен, себичен, стар и лажливец. Трето прашање, во кој дел од животот е лавот? Лавот бил во длабока старост. Продолжуваме со прашањата. Четврто прашање, како се чувствувал?
Тој се чувствувал многу изнемоштено поради неговата старост, без енергија и многу ослабел поради тоа, бидејќи не можел да ги лови другите животни. Пето прашање. А како размислувал лавот? Тој, размислувајќи за својата беда и опасност, што ќе се случи со него, се направил болен и легнал во пештерата. Наредно прашање. Како се однесуваат животните од неговото опкружување? Животните се однесувале наивно, биле лекомислени и не размислувале доволно за последиците. Што мислиш? Дали треба да веруваме на секој збор или изјава од некој? Зошто? Секако, ние не треба да веруваме на секој збор или изјава од некој, затоа што сите луѓе не се добронамерни. Кој дошол на крајот од басната? На крајот од басната дошла лисицата. Тоа би ви било точниот одговор. Понатака, како се однесувала таа при средбата? Таа не сакала да дојде поблиску до лавот, затоа што видела многу траги од животни кои влегле, а ниедни од тие кои излегле. Завршевме со дискусијата, сега следува анализа на басната. Најпрвен ќе анализираме тема. Тема на басната ќе биде лисицата го надмудрила лавот. Потоа, време, бидејќи не ни е прецизирано, ќе го напишеме еден ден. Место. Место ни е во пештерата. Ликови, лисицата и лавот. Сега следува друга вежба. Кои од наведените народни поговорки одговараат на содржината на оваа басна? Сега јас ќе ви прочитам неколку народни поговорки, а вие на крајот треба да одредите кои од нив одговараат на содржината на оваа басна. Почнувам со поговорките. Што си посеал, тоа ќе жнееш. Ако се сториш овца, секој ќе те стрижи. На лагата и се кратки нозете. Брза кучка слепи кутриња раѓа. Убавиот збор железни порти отвора. Денешната работа не ја оставај за утре. Страв лози ја чува. 3 пати мери, еднаш крој. Така е. Првата поговорка која што одговара е, ако се сториш овца, секој ќе те стрижи, значи тоа се однесува на животните кои биле наивни и кои влегле во пештерата, и на лагата и се кратки нозете, затоа што лавот лажал, ама лисицата не подлегнала на неговата лага. Понатаму, сега преку техниката тета вела, ќе треба да ги напишеш карактеристиките на двата лика во тета велата. Значи, на лисицата и на лавот. Лисицата. Значи, јас ќе ти помогнам. Јас ја опишав како итра, снаодлива, досетлива, остроумна. Лавот го опишав како мрзлив, горд, леснouмен и лаком.
На местата на прашалниците треба да размислиш и да ја дополниш табелата со уште карактеристики. Да се подсетиме за поимот за басна. Басната е куса литературна творба напишана во проза или стихови. Во неа преку ликови на животни, растенија или предмети се исмејуваат човечките мани или карактерни недостатоци. Бидејќи басните се куси, изразувањето најчесто е во диалог. Секоја басна има поука. Во неа символично се прикажани личностите со следниве особини. Мудрост и лукавост ни се прикажани преку лисицата. Насилство и суровост ни се прикажани преку волкот. Наивност преку јагнето. Верност преку кучето. Тврдоглавост и инаетот ни се прикажани преку магарето. Да ги прошириме знаењата за басната. Во секоја басна е опишан некој човечки порок или некоја негова слабост. Човечката лакомост, завидливост, подмолност, но и многу човечки доблести. Добрината, пријателството, гостопримството, чувството за правичност, здравиот разум и така натаму. Басните се блиски до народните приказни за животни. Басната се разликува од народните приказни за животни, зашто во неа секогаш треба да се бара преносното значење и да се открие алегоричноста. Басната е негувана од сите народи. Сега ќе се запознаеме кои се најпознати баснописци во светот. Тие се Езоп, Лесинг, Лафонтен, Толстој, Крилов, Федер. Сега од нашите македонски баснописци да видиме кои се непознати. Бошко Смаќовски, Михо Атанасовски, Киро Донев, Ристо Давчевски, Александар Кујунџиски, Ванчо Полазаревски и други. За домашна работа ќе имате да ја прераскажете басната поопширно. Освен тоа, можете да додадете и нови ликови и да смислите нови дијалози. Пријатна работа. Ви благодарам за вниманието.